Ај бе човек, овој го нема му скапав звонење од себе. Толку па. Чути ти текна да дојдеш. Кај беше до сега? Чистев. Кај чистеш? Чистев, патишта, влезови, се. Значи си најде вистинската работа за тебе. Баш си шеговита. Ма не, имаше екоакција и мораше да присуствуваме. Добро, да раскажи ми нешто повеќе, што се случуваше. Па, Општина Прилеп во соработка со Комуналец имаше организирано екоакција за собирање на отпадното ѓубре и фарбање на дрвата по булеварот. Затоа ја гледам некако бели се. Да, сето чисто до терано светнато. Затоа си вака уморен, капнат некако. Абе, како да не бидам 1 сат. Абе, кој сат и пол чистевме? Абе, нозе ми капна. Мора човек гледам уште некако боесува децава. Да и да станеме да ги прашаме нешто. Ајде гледаме бе како се разработени, алал да му е. Ајде. Кажи ми што те мотивираше денес да се вклучиш во акција боесување на дрвата? Оној мотив кој што ме водеше за да се вклучам денес во оваа акција е тоа дека во нашиот град е потребна една огромна промена. Треба да се направат некои реформи кои што секогаш почнуваат од нас најмладите и доколку ние не се вклучиме, мислам дека нема да имаат мотивација ниту останатите да се вклучат во вакви активности, така да ние треба да го имаме тој елан, тој подвиг за да почнеме нешто за да се промени во нашиот град. Како мислиш дека оваа акција ќе влијае врз животната средина во Прилеп? Сметам дека прво ова е една екоакција која што ќе помогне за поздрав и по нормален живот во овој град. Мислам дека прво ќе помогне во однос на тоа што ќе се заштити животната средина. Ќе живееме во град кој што е секогаш чист и нема да живееме во отпад и депонија. Добре. И како последно прашање, кажи ми што би им кажала на оние ученици кои што се уште не се вклучени во ваквите активности? Сметам дека волонтирањето е една племенита морална особина која што секој треба да ја има и сметам дека колку повеќе се вклучуваат во вакви активности, толку повеќе се изградуваат како личност. Треба секој да размисли за да се вклучи на вакво нешто и сметам дека колку повеќе размислуваат, толку е поштетно за нив. Така да, дечки, не размислувајте и помагајте за тоа што градот во кој што живеете го правите вие самите. Михаела, дали знаеш зошто дрвото никогаш не лаже? Зошто? Затоа што во корените е вистината. Михаил, знаеш зашто ѓубрето никогаш не оди на забава? Не знам зошто. Зашто секогаш завршува во рециклинг. Во време во некако денеска ни се погоди сончево. Ептен се погоди, а и ученици се подзачистија нешто, подварасаја нешто, еве дрвцава. Па сега да се надеваме дека институција веќе се презема работата. Фала Богу. Продолжат системи. Така треба. Да. А со вас, драги гледачи, се гледаме наредна емисија. Чао!